секој ден станува и се чуди зашто не прави самоубиство од кога го осознал се тоа. Дека ние сме уствари материја која што направила слика за реалноста надвор од неизе. И дека не би требало да постоиме ние, дека кога сме аномалија што се случила во универзумот. До кај дојден денеска светот многу као забрането и тешко да се кажат овие работи. Што мислиш за теоријата дека живееме во симулација? Здраво, дечки. За сезона 2 јас сакав да направам еден голем level up на подкастот и за тоа да биде реално сметав дека ни требаат партнери. Знаете како викаат: If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Така што пред да почне сезонава пристапив на одредени фирми кои што сметав дека ќе бидат супер партнери на ова што тука го креираме. Имав само еден критериум за селекцијата на партнерите. Дали тие фирми креираат вредност преку нивниот продукт или услуга на гледачите на овој подкаст и дали во возврат може да извлечат назад вредност од ова партнерство. Сметам дека сите партнери што ги одбрав го пополнуваат тој критериум, а сега ќе ви ги најавам истите. Како што ќе забележите во сезона 2, нивото на продукција на подкастот е кренато на 100 пати во однос на сезона 1, а за тоа се одговорни инфомедија системи. Тие дојдоа и превземаат целосна одговорност за се што гледате пред камера, а и позади камера, односно секој технички детал од аудио, видео, сценографија и осветлување. Тоа мене ми овозможи да се фокусирам на тоа што е најбитно, а тоа е содржината на овој подкаст. Ако планирате да снимате било каква видео содржина и сакате професионална помош, може да ги контактирате нив преку контакт инфото што ќе најдете под ова видео. Само кажете им дека Иван ве пратил и ќе добиете 20% попуст на било какво снимање со нив. Јас можам доста самоуверено да кажам дека Brainstorm се најдобрата академија во Македонија и се на пат да станат најдобрата едукациона институција во целава држава. Тоа е затоа што тие, за разлика од другите академии и другите традиционални едукациони установи, се менаџирани и предводени како стартап. Петар, нивниот основач, гостуваше на сезона 1 од подкастот и ми даде пристап до нивните интерни процеси на работа. Тој има креирано одличен тим што ги следи сите светски трендови и како резултат на тоа, нивните академии се базирани на најбараните и најрелевантните технологии и вештини на пазарот. Тоа резултира да студенти од Brainstar излегуваат на трудовиот пазар како екстремно компетитивни кандидати, со што им овозможува доста лесно да најдат работна позиција во струката која што ја одбрале. Како резултат на се тоа, мило ми е да ги најавам Brainstar како еден од партнерите на подкастот. А во име на тоа партнерство, за првите 10 од вас што ќе одите на линкот под видеото и ќе пополните нивната форма со овој код, ќе добиете 100 евра ваучер за било која академија на Brainstar. Native Teams е платформа која што јас лично ја користам за наплаќање на услугите што ги продавам на моите интернационални клиенти. Имам пробано секоја можна платформа и силно верувам дека Native Teams е најдобрата опција. За мене, тоа што највеќе ме добие е фактот што преку нивната платформа можам да си извадам ваква дебитна картичка директно поврзана со мојот Native Teams дигитален паричник, што ми овозможува директно трошење на парите што ги имам заработено било каде. Најдоброто нешто кај овој стартап е што сега, иако се распространети во над 55 држави, тие сепак го носат гордо емблемот Made in Macedonia. А баш и поради тоа ми е огромна чест да го најавам нашето партнерство. Во тоа име, секој кој сака да испроба нивната платформа за било кој план, ќе може да го направи истото месец дена бесплатно ако го искористи следниот промокод при регистрација. Македонските фирми имаат проблем со софтвер. Односно, иронијата е дека Македонија има светски талент кој доаѓа до развивање на софтвер, но цел тој талент работи за странски клиенти поради тоа што нормално тие клиенти се спремни да платат повеќе. Тоа резултира да македонските фирми тука на велико да имаат крш софтвер и кога ќе дојде конкурентна странска фирма, им го зема уделот на пазарот во рокот една максимум 2 години. Тоа е нешто што преку MVP Masters јас сакам да го смениме, чекор по чекор, фирма по фирма. Затоа, како експерти за развивање квалитетен софтвер, брзо и во буџет, креиравме пакет кој што ќе биде пристаплив за било која македонска фирма која што сака да инвестира во својот постоечки софтвер или пак да пласира нов софтвер продукт на пазарот. Како екстра шлак на тортата, нудиме 20% попуст на тој ист пакет на првата фирма што ќе аплицира користејќи го промокодот HTMFM. Може да најдете повеќе информации за понудата на нашиот вебсайт. Се гледаме. Пред 5-6 месеци ги открив бизнес мрежа. За тие што не знаете, тоа е платформа преку која што може на едноставен начин да пребарувате и да правите финансиски анализи на било која фирма на локалниот пазар. Како некој што има IT фирма, мене ми е од огромна корист можноста да го гледам перформансот и на други IT фирми тука во Македонија и да споредам како ни оди на нас, а како на нив.
Друга корист што имам од бизнис мрежа е тоа што ми овозможува да најдам интересни, брзо растечки и високо профитабилни фирми и уште побитно собствениците и управителите на тие фирми. Со цел да најдам интересни гости токму за овој подкаст. Како резултат на се тоа, навистина верувам дека бизнис мрежа е платформа која што може да донесе огромна вредност за дел од гледачите на овој подкаст и затоа на нивната јубилејна 10-та година на постоење, мило ми е да го најавам нашето партнерство. Во име на тоа партнерство, заедно со нив креавме интересен пакет за сите вас, кои што сте дел од новоооснована фирма не постаро од 3 години. Односно, ако спаѓате во таа категорија и отидете на линкот под ова видео и се регистрирате на бизнис мрежа, користејќи го промокодот HTMFM, вие ќе добиете 3 месеци бесплатен пристап до нивната платформа. Кога отидов надвор од Македонија, отидов со преголеми очекувања за што ќе научам, што ќе направам, таква некоја грандиозна, некоја слика, нереална, што да речеме или не сум сретнал некој поискусен или професор некој да ти шлапне некој шамар да ти каже преголемо е ова. Реалноста е друга, да не се разочараш или нешто такво. И после кога ќе ако тргнеш ти со признам преголемо очекување, а после ме видиш реалноста да е доле, преголемо е разочарувањето, некако не дојдов за ова. За некој нормален проект, за некој тамо нешто да подобриш 2% и 5%. Што ти беа очекувањата, тие високи цели што ги имаш? Па очекувањата ми беа дека ќе стигнам, ќе научам, дека човештвото е до некоја поблиска точка да ултимативната цел ми е иморталите, безсмртност. Аз со тоа тргнав, да решам смртноста. Смртноста во буквалната смисла во буквална смисла by not dying, што вика Woody Allen, I want to be immortal by not dying. Не преку моето дело. И сега од тие трансхуманистички движења, да речем има генерално два пата како се стига до тоа. Едното е да речеме директно да работиш на биологија и да видиш што се случува, што е старењево и како нешто да интервенираме, да направиме тамо нешто, да го спречиме процесот, да го вратиме на нас, да можеме да го манипулираме. Но според темпото со кое што оди тоа, како што одело до сега, да речеме многу споро. Друг начин, ако знаеш колку човечки животи ќе треба, друг начин е да направиме интелигентна машина што ќе може да ги одгатне сите тие ствари. Што полесно таа интелигенција се скалира и се парализира и секако. И ако го решиме проблемот за генерална интелигенција, мислам многу брзо после тоа ќе добиеме иморталити како производ од тоа, зашто таа суперинтелигенција ќе го одгатне и процесов на старење. Затоа што во принцип мислам дека организмите не мора да умираат. Ние сме направени да умреме за да направиме простор за нови генерации што би биле поадаптибилни од нас. Ради недостатокот на ресурси, кога имаш ограничени ресурси и организмите кои што се менуваат, значи се тргаат старите, нови доаѓаат, што поефикасно ги абсорбираат овие ресурси или ги манипулираат. Таа адаптација се случува подобро кај видови кои што го имаат во дел од своето постоење смртта. Но не мора да... Во принцип, онака можеш да направиш систем кој што не мора да умре. Кој се ти, ако што знам, сите организми умираат? Има еден тип, барем еден, од медузи, овие jellyfish, кои што може да идат форвард и беквард со старењето по потреба. И кои што би умреле само доколку физички ги уништиш или нешто се отрујат или некако од екстерно, но сами по себе може да регулираат до својот живот колку сакаат да живеат. Друга работа е дека барем моето гледиште онака дека сите биолошки системи се системи. Прво па после се биолошки, а по дефиниција еден систем доколку добро го разбереш и неговите механизми зашто некои работи се случуваат и можеш да интервенираш, да се однесува како што сакаш, не гледам како причина зашто мора да еден систем после некое време да престане да постои.
дека кај нас е isprogramирано на генетски ниво да ние старееме и за после некое време да не снема. Затоа што тоа еволутивно на ниво на вид е по-успешно отколку ако имаш некој вид каде што единките не умира. Едноставно, ради конечните ресурси што ги има, едноставно не може од нив да има голем број. И ако имаш единки кои што само јадат и не умираат и седат, и тоа ќе биде фиксно. Ама тука се губи адаптацијата и перформансите на тој вид. А доколку имаш друг вид кај што се ротираат единкиве, овие умираат, па нови што се поефикасни, ова ќе биде поуспешно од ова. И затоа на планетава имаме видови кои што изумираат, но смртта не мора да као концепт не мора да ја има. Доколку имаме неограничен ни ресурси и простор, тоа сите единки можат да живеат. Ако ние, мислам, сами да кажа, нели, организмите кои што се програмирани да умираат, нели, и нивните потомци ја продолжат, нели, побрзо прогресираат, што се случува тоа ако ние, нели, станеме бесмртни, тогаш ќе продолжиме да прогресираме? Тука ќе треба да видиме дефиницијата кои сме ние. Човештвото моментално се сетат своја технологија и со сите машини што ги имаме, ако тоа го ставиме како дел од нас, тогаш нашите способности може да продолжат да еволуираат иако ние сме конечни. Нашето знаење, нашите перформанси преку развојот на технологијата што ќе стане дел од нас, можеме да продолжиме нашата еволуција иако сме конечен број. Не мораме да речеме нашето тело да го менуваме, ако направиме тука микс што ќе биде заедно некој како киборзи или некој таков вид, и тие делови од нас ги еволуираме, а не стојат фиксни, тогаш не гледам проблем дека ќе застане еволуцијата. Плюс, например, со развој на вештачка интелигенција, која што сите зборат така дека е последниот технолошки проблем кој што треба да се реши, покрај иморталите ќе имаме и space travel и све што го дозволуваат законите на физиката, таа технологија генерална вештачка интелигенција ќе ги реши, ќе ги најде. Така што ќе можеме веројатно и цела галаксија и универзум да го населиме, така што и проблемот на ресурси бар во догледно време ќе нема да постои така што интересно, кул. Добро, ми се свига кај отидовме, мисля дека малку барем подоста у подкастот ќе отидеме таму, ама ми се свига, може да продолжиме. Тоа што мислиш, колку сме далеко од генерална интелигенција? Не можам да кажам точно. Имал повеќе наврати во историјата на развојот на вештачка интелигенција каде што нешто ќе се случи, некој прогрес и одма сите се затрчуваат, еве, готови сме, при крај сме. Сега со овие нови апликации со large language model што се имаме доста вау, не го очекувавме ова дека волку брзо. Јас не очекував. Бев изненадан. Да, не верував дека до таму се отидени, дека еден language model што е дотюниран, не е само language model, има уште плюс ствари околу него за да го прави тоа што го прави. Од свеа што следам сите овие години, декади да не речам, не очекував дека такви работи може да прави. Многу тоа скалирањето кога се поголеми мреживе донесоа некој квалитет на ствари што може да ги прават, што никој не очекуваше дека сме таму веќе. Да, ја имав една кратка екзистенцијална криза која искочи ChatGPT едно 2-3 недели. Да. И после се запознав повеќе со алатката и сватив дека баш тоа алатка уште не е интелигенција. Ама назад на прашањето од прилика ти, еве да речеме ако шпекулираме, ти мислиш дека во нашиот живот ќе се случи тоа? Види, као прво тоа, ја мислам дека нема ни да осетиме кога ќе се случи, нема да биде the day, онаков као цеа нема. Затоа што ние сме во вртлогот, додека се случуваат работите, ние нема да го осетиме моментот. Кога толку тоа ќе иде полека, разноразни ствари ќе почнат да се автоматизираат, да е подобро, да е пронајдоци да наоѓаат машиниве, па
па self-assembly, па ваква автономија, онаква, па полусвесност, па те дискутираме дали се свесни, има ли agency у машиниве или нема, па вакви школи, па онакви ќе се развиваат. Така што кога се поставува прашањето дали ќе се направи некако да се очекува датум онака дека но да речеме за она мене што ме интересира како секад сум ја гледал вештачката интелигенција како тул за решавање на проблеми, да ми го реши immortality, да ми реши space travel, да ми реши можеби некои други наши екзистенцијални кризи што ги имаме како човечки суштества со што се бориме со постоење, со meaning of life, со онака баш да ни помогне како да се справиме со све што ни е како проблем, дефиниција широка. Мислам дека во наш животен век голем дел од овие работи дека ќе последниве 30-40 години дека ќе се решат. Бесмртност. Да. Интересно. Добро, значи треба преживееме едно 30-40 години само од сега. Океј. Мислиш дека тоа ќе биде нешто пака што рече постепено ќе стигнеме до бесмртност, така што ќе се продолжува животниот век или ќе има еден апче да има и тоа? Не. Така ќе иде полека. Ќе се одгатне ова, ќе се одгатне она. Више има некои например Брајан Џонсон. Да, онака он според биолошкиве маркери више има дел од својата старост има вратено у рикверс назад. Тоа имаш навлезено во тоа бидејќи рече дека си заинтересиран нели за продолжување на твојот животен век или бесмртност? Дали би го направил тоа? Мислам дека е престрог е протоколот. За све он што прави, он више не живе, он само прави да не умре. Се му е пресметано 100 апчиња на ден. Да, 111 апчиња на ден пие, последно јадење му е во 11:30, во 8:30 навечер легнува. Диета пресметана. Не е тоа, има еден куп ствари он што следа нон-стоп, да. Неколку сати на ден вежба. Не искача надвор ако малце е загадено, значи Скопје не може да искача дома. Преекстремно ми е тоа, мислам. Иако, например, него го интересира, ете, се фатил за тоа, дека сака он да направи нешто што луѓето од 25 век ќе се заинтересираат и ќе зборат за тоа, демек све ние што правиме демек е беззначајно, никој нема да не спомне дека сме постоеле евар. И он сега сепак на таков начин гледам дека сака да добие, ќе проба и буквално да добие бесмртност, доколку го проложи толку животот за да дојдат сите овие нови технологии што ќе ни помогнат. Мислиш му се исплати тоа? Па чим не го правам. Fair enough. Ма сепак он има многу пари заработено и може да се допушти да се игра со такви ствари. Да. $300 милиони троши за екзит направи со преинтри, како му се викаше. Не е ни битно филмот. Добро, назад на генерална интелигенција, пак екзистенцијално прашање. Тогаш креираме нешто што е супериорно во однос на нас. Повеќе не сме ние супериорното суштество, не сме апекс предаторот. Тоа како ќе влие, што мислиш на општество, на нас? Нема опасност? Има опасност? Ја мислам, од самото по себе нема опасност, него ние луѓето околу него може да станеме многу поопасни за самите себе, играјќи си со ваква моќна алатка. Затоа што моментално, паралелно, сигурно на многу места се развива нештото и сите кон. И кој ќе стигне до некој позначителен резултат, кој што ќе овозможи да направи систем кој што е толку паметен да може и самиот да почне да се подобрува. Моментално тековниве large language models не се толку моćни за сами себе да се подобруваат. Значи немаме допрено ништо од тоа што следи. Круцијалната точка е која ќе се направи систем кој што е доволно паметен и интелигентен да се занимава со себе и да може да ги зголемува своите перформанси. На што може да направи, каков тип на проблеми може да решава. И тука ќе биде, клучно ќе биде кој е прв, затоа што кој ќе го направи тоа нешто, тој прв систем што ќе го прави тоа, ќе биде
во реални години, во илјадници години предност за 6 месеци тоа колку прогрес ќе направи. Другиве ако се 6 месеци подоцна, ова више отишло у 10.000 година како да бидело. И кој ќе го направи тоа ќе биде доминантен на планетата. И сега некој ако барем малку насети дека другата страна е близко до тоа преку разноразни служби, контраспионажи или што ти ја знам некаква информација, не знам колку ќе се воздржува ако има нуклеарки или нешто да го спречи тој другиот. Зашто што би значило твојот адверсари да има таков тул? Тоаш ти си таргетот. Да. И мислам дека луѓево не знам колку не знам да ја настане онаа сличен проблем со Опенхаймер што беше со атомското оружје. Буквално јас сега тоа пишувам дека збориш ова е многу налик трката за нуклеарката. Да. Тоа што го пишеш дури уште на повисоко ниво. Да. Сега... А човекот како вид не знам колку е спремен за да се занимава со вакви работи. Ние на пример луѓето многу брзо сме станале владетели на планетата, ама нашиот емотивен систем уште е од времето кога сме биле доле во хиерархијата. Под доле мислам дека сме многу исплашени и уште немаме таа грациозност на моќни суштества да рационално да размислуваме, да знаеме него. Затоа мисламе и сето ова уништување на планетата што го правиме, дека е онака баш исплашено суштество кое што добило моќ и сега е најгоре, има моќни орудија и не знае што да прави со нив. Например, ако ги погледнеме другиве животни кои што се на врвот на хиерархијата за јадење или за кој кого е предатор. Тигар, например. Тигар или лавови или ајкула или нешто такво, кај нив може онака да се види таква една, и ние многу се восхитуваме на тоа, кај видиме таа грациозност на сигурност. Знаеш, они милиони години се наоѓаат на тој врв и кај нив се гледа таа опуштеност, таа сигурност и многу нас ни се допаѓа тоа кога го гледаме. Ние ја имаме моќта да сме најгоре, но уште немаме таа сигурност. Уште го имаме тој емотивен систем да од некаде нешто да не дојде, некој да не собере, да не уништи, да не... Стварно е. Нема размислено, ама стварно така. Да, и сега на такви суштества да им се даде уште па поголема моќ покрај нуклеарки, па сега уште вакво General AI или... Зашо ќе го искористиме и на кај ќе отиде овој избезумен мајмон што се симнал пред 100.000 години со таква моќна алатка? Тоа е страшно што така овие што се пропоненц за опасноста од развивање на оваа технологија има до некаде право, јас се согласувам со нив. Затоа што не се знае во какви раци ќе падне таа моќ и како ќе се регулира. Назад на трката, нели го спореба со трката на нуклеарката, таму биле државите, нели, као што биле во војна. Сега, нели, тоа што ние го искусивме малце, беше од страна на компанија OpenAI. Мислиш дека државите како влади се понапред технолошки гледано од овие големи технолошки фирми, IT фирми? Не, мислам би бладало, онака, да кажам дека имам информација или не знам. Според моје мислење, може би во Кина, каде што да речеме е по све организирано на државно ниво, а во Америка, например, да се компанија може би по-независни во однос на што прават и како прават. Па тоа е мојата теорија, бидејќи не само тоа, значи не, нуклеарка кога направиш спорба, може лесно да го разбереш голема бомба, ама ова луѓе што се на власт, како ќе му објасниш генерална интелигенција, нели? И да. баш кој може мислам дека беше во Америка. Но на пример како што и Manhattan Project бил толку секретив, а владата го правела, можеби делот западниве влади исто прават нешто такво секретив AI project што ние не како смртници не сме чуле. А може таму у Невада, у некои бункери под земја, онака да работат, да се собира. Дори денеска не мора да се собира. Значи таа генерална интелигенција ќе излезе од влада, не од компанија, според тебе?
кој знае? Мислам, постои можност зашто сепак владата на Америка, на пример, ако земеме како најмотна западна влада, има најмногу ресурси, веројатно уште поети од Google. Или да не збориме од OpenAI или Microsoft. И сега, која некој со такви ресурси ја разбира моќта на нешто, како што у 45-та разбирале моќта на нуклеарката, што ќе значи, доколку ја имаат, не би ме зачудило дека и некоја влада да прави нешто тајно, да развива нешто, некоја технологија, софтвер на оваа тема. Да не го остави така само на компании да се занимаваат со тоа. Зашо сакаш бесмртност? Па би сакал да го имам како опција. Мислам, може да е ужасно досадно после некое време, затоа што такви ни се архитектурата на како сме ние создадени и како ги доживуваме нештата, може после некое време све некако ќе почне да се повторува и ќе немаме капацитет да уживаме во новите перцепции и сензации и во интересност на нештата. Но некако ми е премногу тажно и глупо да ако имаш волја за живот, ако уште ти е интересно, да мораш да умреш ради некои биолошки процеси, некои органи што откажуваат, што си собрал токсини од местото кај што живееш или како и да е, дури да си најздрав до 120, како што работи тело, нема некој да преживеал поише многу од тоа. Па и quality of life каков ти е после одредено? Ама еве и све да е, што можеш, нема ни еден човек што живеел поише од 120-30 години. Значи сигурно ќе ти се случи тоа, што и да правиш денеска, онак. А ако имаш волја и желба за живот, тоа ми е например, овие некој што е више уморен од животот и што умира, окей, да речеме. Ама луѓе што се волни за живот, уште што им е интересно, ради некоја болест или ради некоја друга причина, умираат, ми е тажно, некако тој потенцијал на дека уште сакаш да видиш ствари или да направиш ствари, колку паметни луѓе, например, има кои што умреле, може ли уште да допринесат. Но можеби па е птена нека анзума ако направиме, и тоа е делото на еволуција, онака да можеби треба да се тргнат некои луѓе со нивните идеи, колку и да се паметни, да се направи простор за може како човечки вид е позитивно на крај крајава. Може ова ја што сакам да го направиме иде контра целата еволуција да ги кочиш работите доколку ги направиш луѓе во бесмртни. Или тоа е крајот на еволуцијата? Па, може би крајот на еволуцијата на оваква како што ја знаеме, може на друго ниво ќе отиде еволуцијата, но еволуција како концепт не застанува никогаш, тоа продолжува. Што мислиш за теоријата дека живееме во симулација? Па не ми е непоимлива. Например, одговорот на прашањето во однос на некаква дали има Господ, дали има нешто supernatural, по дефиниција мора да има. Затоа што да има нешто што е надвор од ова што го знаеме, бар така некако го гледам, го разбирам. Затоа што секој ден се разбудуваш и исти се законите на природата. Зашо да се исти? Што е тоа што ги држи да прв Њутонов закон за ентропија, некои базични закони, секој ден да се исти. Зашо да се исти? Зашо утре не се разбудиме различно? Планкова константа да е поинако, Авогадров број да е поинаков. Ко да има нешто да држи таа конзистентност. Моментално тоа што е фиксно и апсолутно не се природните закони и внатре више целиот овој карневал што се дешава, да речеме горе-доле не е јасно, но зашто овие бројки, кој ги држи да бидат со тек на времето, кој ги држи законите природни да се исти, да се фиксни. Значи има нешто, некаков модел, некаква сила, некое нешто, барем според начинот ние како ги објаснуваме нештата, мораме и на овие концепти тоа размислување да го примениме. И јас тука ја гледам таа некоја спиритуалност, Господ или симулација или што и да е. Значи има нешто од озгора
што не можеме, мислам, да го допреме, немаме ни јазик, елоквентност да збориме за тоа. И има толку многу можности што е тоа, само може сега да нагаѓаме онака, да... Да, кога размислиш... Или за пред Биг Бенг немаме никаква нешто многу теорија или хипотези разноразни. Така што и ова делов со симулацијата, why not? И мене ми е, мислам, нели... Не го исклучувам како тотална глупост. Аргументот е доволно валиден. Така. Да. И мислам дека, ако се вратиме назад 3000 години, у секоја ера човештво некако си го правдувало постоењето. И мислам дека секојаш ограничено со нивото на свест и разбирање технологија. Нели, преходно било имало некој семок на суштество или повеќе суштества што диктирале што правиме. Сега кога нели веќе се приближуваме до се поразвиена технологија, може да го разбереме концептот бидејќи ние ги правиме тие симулации. Нели, секој играл видео игра може да види дека креираме ние дигитални светови. Па зашто нема некој над нас што го креирал овој дигитален свет? Да, во многу литература, филмови се демонстрира. Матрикс, например, во 13th Floor, нели, што е инспирацијата за Матрикс. Тоа те менува тебе нешто? Не. Мислам, ова е тоа што го нас оваа симулација нас не се патна. Да. И мораме да погоре или подоле, погоре или подоле, мислам можеш да идеш подоле. Да. Погоре не можеш да идеш. Али можеш да се занимаваш со тие теми, да го посветиш животот, нека. И за тоа, например, сакам Имортали. Толку има теми разноразни, интересни. Тука као да... Кратко еден живот. Да, не. Еден живот би посветил сам да наеш Иморталите, еднаш на AI да работам да најам Иморталите, еден за филозофија само да читам и како психолошки да стигнам до Иморталите. Или... И што би сакал ти да постигнеш што мислиш дека не си постигнал уште и нема да можеш, ако не наеш Иморталите да постигнеш? Сепак јас сум human, онака како и нормални работи ме интересираат. Ја прифаќам улогата дека си човек и дека имаш одреден животен век и да научиш одредени работи за што ти е интересно, што не ти е интересно. За лично мене, ако ме прашуваш, би сакал и се приватни работи, онака сепак онака, но би сакал да бидам и родител, да го видам и тоа како искуство, затоа што тоа е... Иако не знам како е да се биде, само си слушал, си гледал, си... Немаш фамилија? Немам, да, се уште немам. Но, да речеме, како... Затоа што сите, све што правиме, трагаме по некакво искуство. Така што, каков и да е човекот, сабајле се разбудува, иде по некаква цел да направи, сака да стигне некаде. За да види како е да биде тоа, да биде у таква ситуација, да може ова да прави, да може да направи. Значи е сепак некоја секвенца на искуства по која што итаме. Кај мене, например, моментално не се сведува нешто на уште некој академско нешто да посветам или на бизнес, не знам, империја нешто да направам или политички, не знам, да управам држава или поише да помирно од страна, така да го гледам како филм ова све што се случува. Не, те разбирам комплетно, бидејќи јас сум у тој некој момент у мојот живот каде што се викам градам бизнес империја, нели? И занемарен ми е персоналниот живот и иако нели сум млад, ама ќе си речеш нели као Има време, ама не си цело време млад, нели? Да. И тоа е нешто што јас исто се справувам на скоро можеби секојдневно ниво, колку уствари да лоцираш од твоето време и внимание на приватен живот, врски и така натака, бидејќи ја сум моментално сингл. И ти си имал, не знам, мислам, имаш кајање на таа сфера или? Би направил нешто различно? Одредени работи би ги направил различно, да. Ама не можеш сега да ги направиш.
Евалуацијата за тоа што е добро, што требало, мислам како што старееш, така собираш информации, гледаш у перспектива, преевалуираш. Од после ми изгледаат нормално некои работи, дека може требаше ова. Да не бидам толку алчен или да не бидам толку наивен, да кузне што да очекувам. Но тоа сега можам да го кажам, тоа што секој човек прави најдобро што може у даден момент, онака. Никој не прави нешто намерно, колку и да е глупава одлуката што ќе направи, го правиш тоа со надеж дека е тоа правиот начин, онака. Толку ти си биле капацитетите у дадениот момент нешто да направиш. За од посем ти можеш да менуваш и да си мислиш ова може подобро, ама тоа од после. У даден момент мислам дека сите прават најдобро што можат, онака. Да. Се слагам и мислам дека јас како некој, мене голема слабост ми беше емпатичност и како кон сите други кон мене највише. И јас имам многу кривено за можеби одлуки кои што понатака нели сум се каел. Ама тоа што ми помогна можеби со емпатичноста беше моментот баш тоа што ти го кажа, кон други луѓе, кон самиот себе си, дека ние не сме криви за какви сме, ние не сме криви за нашите ни доблести ни негативности, нели? Да. Ни нашите одлуки од едно време. Значи ние сме нели комбинација на искуства и ДНК и во даден... Јас сум на пример човек што не верува во free will. Мислам има многу голема поделеност, дискусија, имаш цела вечер да збориш на таа тема, интересна е онака, но јас не верувам во дека имаме слободна волја. Значи NPC баш симулација. Она скроз, зашто не гледам од каде би дошло, онака, дека баш го разбирам така универзумот дека иде како цак 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 атомите. Дека ова нашето чувство за дека сум ја нешто тука, некој субјект, куп на атоми кој што нешто си мисли дека е некаква приказна, имам име, имам ајди, имам минато, посакувана иднина, дека сум нешто. Дека тоа све испаѓа од тие биохемиски процеси, нормално хиерархиски од. Ама најдоле се атомите што вртат и дека они се подвигнати на законите на природата и не можат да одат многу натаму. Не гледам од каде доаѓа елементот на дека јас одлучувам, онака. И моментот на одлука е одреден од претходниот момент. Така што јас сум застапник на тоа и од тука знаеш го гледам тоа дека не можело да биде поинаку од ова сега што се случило. Значи во ако го гледаме универзумот детерминистички, ако го гледаме па веројатносно дека можела да биде вака или пример имаш одреден стейт на атомиве што одредуваат сегашноста на универзумот и дека следниот стейт има веројатности и дека ова е семплинг, уствари у секој момент имаш семплинг. Тоа поуште пат подепресивно ми изгледа дека тотално пак не ја гледам го делот со free will, кај што некој нешто одлучува, онака. Ние можеме, мислам само јас на тебе да направам приказна од таа секвенца на тоа што си ти и да кажам нешто онака дека во тој момент он направи тоа и тоа, одлучи А наместо Б и ако одлучеше Б ќе беше сега боле. Само у ретроспектива наназад може да видиме како нека одговорност или нешто. Мислам на ниво на приказни. Afterward, кога ќе се случат стварите. Можеме да гледаме ова е причината за ова нешто се случи, па ради тоа. На физичко ниво не гледам каде. Мислам, ја сум до тамо и одам ја радикално, мислам дека дека не постоиме. Дека сме само група на атоми кои што мислат дека се нешто. Дека јас сум уствари само она анотирање на некои евенти, на некои лабели изнаставување. Мојата приказна сум ја, онака, ама тоа е приказна.
Ама онака дека у суштина унатре во мене има нешто онака што е посебно, некаква кој што одлучува нешто. Не постои, мислам, такво нешто. Мислам, илузија, онака како измислен концепт, како пари, бе. Или држава, онака ти можеш да покажеш државата каде е. Има еден куп ствари што се, мислам, тоа нели во Харари што го вика во Сапиенс. Нашата еволуција и начин на организација почнува да има експоненцијален раст кога почнуваме да жонглираме со концепти кои што не постојат. Као Peugeot компанијата. Нигде не можеш да алоцираш каде е онака. А сите збориме за нејзе, правиме, има бренд, има банк акаунт, има не знам што, а нигде не можеш да алоцираш. Кај да алоцираш ако тргнеш тоа пак постои онака. На истиот начин и Иван нигде не постои онака, туку полесно се организира материјави, така се покажало онака дека ќе им ставиме лабели на нештата. И како се справаш со тоа ако стварно веруваш така дека светот тоа не е више апсолутно препуштање на хилизам? Ништо Па тешко е. Ништо нема никакво значење, тоа е буквално нихилизам, не како наѓаш мотивација било што да правиш. И јас се прашувам секој ден со Бајле. Не знам, True Detective дали ја гледаше, оној познатиот одговор во колата во првата епизода. Не се сеќавам што беше. Па каде што Расти му кажува дека секој ден станува и се чуди зашто не прави самоубиство од кога го осознал се тоа. Дека ние сме уствари материја која што направила слика за реалноста надвор од нејзе. И дека не би требало да постоиме ние, дека кога сме аномалија што се случила во универзумот. Ова го размислуваш секој ден? Секој ден. Тешко е. Да, можеме да замислим. Да. Затоа што ама можем да замислам дека не мора да биде така. Дека можеш да си во другачие склопен и да едноставно да не размислуваш за тие теми, едноставно во твојот систем на вредности и битности ти е атеншенот, на вниманието да ти е на друг тип на цели, на проблеми и да функционираш на потполно различен начин. Не мора да е по дефиниција suffering постоењето. Мислам, има простор за сите, онака, има вакви единки, онакви. Тоа, например, доста го осетив на моето трето одење на ајахуаска церемонија. На каква? На ајахуаска церемонија, ако си чул за ајахуаска психоделици. Немам. Што подразбира тоа? Па тоа се ајахуаска е психоделик, ДМТ има во него, кој што влијае на биолошките процеси, што ја формираат свеста, и имаш alternate state of consciousness, која си под дејство на тој психоделик. Кој е ЛСД, например, што има, тоа е вештачка молекула, ајахуаска, односно ДМТ, тоа е од природен извор од некоја растение во Јужна Америка, кој што го мешаат заедно со кора од друго растение. И што те мотивираше да идеш на тоа го правиш? Па прво сретнав некои луѓе кои што иделе на тоа и што ми кажа за каква животна трансформација добиле поради тоа искуство. И таа приказна ми фасцинираше, онака, што такви промени луѓе што идат по 10 години на психотерапија не прават, а овие отишле на неколку церемонии. Бар така, на таков начин го кажуваат како некој што одел децении на психотерапија и стигнал до некој цел, некоја промена во животот да направи, а овие го направиле доста побрзо. И после почнав да читам, да видам на YouTube што има, книги. Кај тебе каков ефект имаш? И па
тој психоделик генерално ти дава увид во две работи. Иако тоа на различен начин ке секоја индивидуа се манифестира преку искуството додека си под на ајахуаска. Една работа е да ти покаже колку булшит имаш у себе, трауми, болки, фрустрации, значи таа да речем темната страна, колку го има тоа во тебе, затоа што тоа све има да извади од тебе, да разбуричка и да почне да смрди одоздолу, ако имаш таков материјал. И тоа е да речеме да ти го покаже твојот state of affairs, што има сега у тебе, да речеме во сите скоро луѓе што на кои што делува ајахуаска, има околу 10-15% кои што не делува никако, ништо не осеќаат, го пијат, ништо. Но ке овие кои што делува, секојаш има еден втор дел каде што па сите тие ѓубриња у себе што ги имаш се анулираат, односно се блокираат и го осеќаш постоењето кај што не може да ти текне ама никаков проблем, онака fearlessness, онака као јас пробував стварно во тој момент од тој дел од мене што уште беше свесен дека постои, да ми текне на нешто што ме плаши, нешто, некој проблем, не можев ништо да ми текне онака. Нешто тотално прифаќаш како и дека си смртен, и дека тие што ги сакаш ќе умрат, и дека си само мал, и дека ништо не си осознал, и дека све беше окей онака као не можеше ништо да те допре онака дека е нешто проблематично. И сега некои тоа го викаате кога успе, тоа е као его дет онака, као дека што сите тие работи егото ги прави. Која проблем гледа у нешто. Онака која тоа ќе го исечеш онака се е окей онака. Реалноста како што е доволно добра и не може да биде никако поинаку. И во третиот пат кога бев на такво нешто, различни искуства имав на тие церемонии, баш буквално зашто ова многу долго трае, неколку сата трае дејството, не е како Magic Mushrooms или некој по 10-15 минути или ова тоа е по 5-6 сати. Па веќе доаѓаат, има групи у Македонија, шамани што доаѓаат од Јужна Америка, што ги организираат тука во некои места. И во третото искуство баш као главна тема на тоа ми беше дека буквално онака дека не постои како апсолутна вистина онака на ниво на субјект. Дека ние како единка која формираме го светогледот, односно модел за реалноста, сепак тој модел на крај се сведува на некаква организација на атомите у твојата невронска мрежа и ти имаш осет за што е добро, евалуација, што е лошо, ова вака функционира, ова онака. Дека кога нешто знаеш или нешто не знаеш е само некоја преместување на атомите и са наедно што го знаеш или не го знаеш. Што значи дека на крај како ќе се наредат атомите во главата, одредуваат кои си ти, што значиш и што ти, дека е само промена на атомите. И целиот твој поглед за реалноста е само одредена конфигурација на атомите. Така што некој кога нешто тврди или мисли дека е вака или е така, за него таа реалност е тотално иста како ти таа што ја имаш онака. Некој тотално може да верува у работи што не постојат и све, ама он субјективно ги доживува тотално исто како ти што ги доживуваш твоите вистини што си ги осознал. Да, сите имаме своја субјективна вистина. Ете така, точно. Нормално се одредени модели, одредени вистини, валјда што се поблиску некако до некаква си кузне каква апсолутна вистина. Природни закони. Гравитација. И ќе имаат поголема пролиферација, ќе се обстојуваат некои структури повеќе. Но додека некои темпорари такви структури што се суштества со одредени погледи за нештата, на нив тоа им е исто како на нас ова ние што го гледаме. Интересно. И да речеме
тоа ме направи, да речеме, малце поемпатичен. И на ниво на луѓе, и на ниво на луѓе со животни, и сите се одреда на некаква конфигурација, што имаат некој модел за реалноста и прават некои одлуки, акции во однос на тој модел што го имаат, за што ми е подобро, што ми е полошо. И така, ден за ден, ден за ден. Некаде оди ова цело, некаде. Да. И не можеш па ни да најдеш онака као која е крајната цел, правата. Зашто тоа ќе биде некоја конфигурација и не мора да биде така, може да е некаква друга. Кај ќе најдеш евалуатор за што е најдобро? Што значи тоа прашање? Што е најблиско до вистината? Да. Кога сите формираме некоја субјективна вистина. Интересно. Тоа такво искуство прво што ми текнува како моje искуство со ова е кога сум имал, нели, сериозно долга врска и кога се расправаш за нешто и двајцата верувате во својата вистина. Да? И нели ја го прецепирам како мојата вистина е точно, твојата вистина е погрешна и обратното. Да. И мислам дека можеби тоа зашто го имам размислувано сега, можеби тоа прави добар партнер за тебе, некој што го дели твојот поглед на вистината? Имаш размислувано за тоа? Па некако да, интуитивно доаѓа тоа. Мислам дека имаме можеби тоа на генетско, хардверско ниво, да имаме потреба од врска, connection со некого, а доколку немаш бар сличен модел за реалноста, не можеш да го успоставиш таа конекција со некого. Како ќе го споделиш ти твојот модел за реалноста со некој кој што не може ни да го исперципира концептите што ти му ги кажеш? Мислам онака дека вистинска поврзаност ќе видиш кога ќе кажеш нешто и ќе го осетиш таму дека те разбрал тој другиот. Дека еволутивно сме направени да е така. Зашто тоа ќе ни помогне да имаме поголема емпатија еден за друг, да го сватиш тој другиот дека е дел од тебе, да неговите потреби и вредности да ги гледаш како твои, поише да се вложуваш во цела и веројатноста дека врската ќе успее, мислам дека е многу поголема доколку имате доперни точки во тие најкор што ви се вредности во моделот за реалноста. Ама дали сме еволутивно програмирани за тоа да ни биде привлечно? Бидејќи ја мислам дека и други работи сме кодирани да ни се привлечни, ни заматуваат баш одлуката со партнери, баш тие некои други параметри кои што може не се толку пресудни за како да дефинираш, не знам, успешна, долга, здрава врска. Да, не сме, мислам, да беше така све едноставно и логично, ќе беше многу поедноставен светот онака, но веројатно еволуцијата не направила да сме мултимодал, мултипарето оптимал со разноразни функции одеднаш да мораме да ги оптимизираме. Све е веројатносно на крај крајева. Така што дека ќе се фатиш за една карактеристика и ова е тоа за да биде успех помеѓу некоја врска да успее, нема, мислам, такво нешто. Туку е куп од ствари плюс што ќе ти се погоди како среќа за у даден момент нешто да ти се случи. Мислиш дека би го имал исто мислење да имаше фамилија, кој што рече сакаш да имаш фамилија, дете? Пак би го имал исто? Па веројатно. Да. Види, као прво, јас верувам во тоа дека одредени искуства може да не сменат нас. На крај крајева ќе почнат одредени гени да се експресираат во нас што никад не се експресирали. Ќе почнеш да осеќаш ствари, да мирисаш ствари, да преевалуираш ствари на поинаков начин тоа што си ги правил пред тоа искуство што ќе ти се случи. Имањето на дете веројатно прави таква промена кај луѓето и кај мајката и кај таткото. Така што ја остава можноста да некои фундаментални погледи на нештата што ги имам дека можно е да се
размрда, да се променат со некое такво ново искуство, од имање на дете или партнер со кој што ќе бидеш у подлабока врска од... Тебе што ти е моментално фокус на животот? Како е, што е нешто што сакаш да го решиш, најголем проблем? Па, отпред некое време, да речеме од Финкиот кога си отидов поготово, остана, да речеме, тој делот за иморталити. Но сега некако идам на трет начин онака како да го решам проблемот. Со тоа што да се доведам во состојба каде што нема да ми биде битен проблемот. На таков начин да го решам. Од имање на потреба за иморталити и се бараш решение како да го решиш, еден друг начин е онака да стигнеш до состојба кај што го немаш уствари проблемот, да не ти ни треба тоа нешто. И сега да видам што нуди човештвото на таа тема. Речеме, после сите мои студирања надвор и работа у Google или ваму таму, постдипломски PhD, искрено онака некако можеби прерано или онака, но добив осет дека нема ова да го направиме. Дека нема ниту во наш животен век ниту иморталити да добиеме ниту со директно работа, ниту па AI дека ќе направиме. Што ќе не спаси. Значи третата опција биди задоволен. И викам дај да видам што се други ствари, како оваа потреба за иморталити, како да ја решам со тоа што те видам од каде дошла таа потреба, страфот од смрт или што е со оваа потреба за тој проблем. Страф од смрт. Па да го речеме така, или безсмисленост на постоењето, или зашто како и да го ставиш, што и да кажеш во врска со meaning of life, сега ќе имаш why и ќе го утепа тоа некако. И сега што е таа работа што кај некои луѓе успева, некои едноставно се будат и прават работи секој ден и нешто, нека не размислуваат, затоа едноставно идат и прават ствари. Не им треба да имаат одговор на прашањето зашто го правам или... Па полесно е така. Ја не некој, ја мислам 99,99%. Мислам и да, тоа. и што е сега работата што тие луѓе го прават тоа, не се запрашуваат. Некои не, некои се заглавуваат, некои идат во екстреми, се самоубиваат. Не можам више ова да го играм, не гледам поента. И да речеме занимавањето со тие теми ми е поише трошам време на филозофија и психологија у последниве 6-7 години, отколку што на компјутер сајенс и AI. Таму уште ми е интересно, следам што се случува, го имам тој бекграунд за да разбирам што прават, како прават, ама не активно веќе да седнам, да куцам код, да пробувам, да истражувам некое подобрување на нешто што го правил порано. Сега поише ме интересира спиритуалноста на животот. Meaning of life. До Так, таму так, си качен на масловата пирамида потреби до врвот. Да. Имав за среќа да бизнисот ми е доста автоматизиран, да не треба многу да се посветува време. Така што тоа ти дава огромна слобода да се занимаваш со други работи. Партнер имаш? За? Животен партнер, романтичен партнер, не знам. Моментално не. Не. Тоа е нешто што бараш активно, мислиш дека тоа ќе смени нешто? Случува од време на време, имаш врски, па те немаш. Ама не е нешто што те мачи моментално или? Не. Не. Ако од стравот од смрт е причината за безсмртноста, да речеме дека што е одговорот или што е решението на стравот од смрт? Задоволството од секој невијето, да бидеш окей со секој ден? Или нешто друго? Па да го знаев, ќе го правев тоа, немаше да се занимавам со се тоа. Не можам да сврзам да најдам онака. Има некогаш во некои денови едноставно не мислиш на тие проблеми и едноставно како да има да е све окей. Кога да си допрел некоја или па си супресирал ги валјда тие некои стравови или некои
некои train of thoughts што доаѓаат. Ама верувам во тоа дека може да постоиш и да немаш проблем со постоењето. Да не ти требаат одговори, да не поставуваш прашања. Возможно е тоа. Дефинитивно, мислам, пак ќе кажам, ја мислам дека тоа простичниот човек такво постоење постои. Такво постоење искусува. Затоа може би наредно прашање ми е, ти би се откажал од, не знам, овие работи што ги знаеш, да речеме, или ги мислиш? Не. Не? Но на ignorance is a bliss? Не, нема шанси. Не? Не. И ако би бил среќен и не би имал страф од смрт и се Не можам да замислам тоа како е. Друг човек би бил, ствари. Друг ќе бидеш. Ама не би го направил тој трейд-оф. Па, ако треба да кликнам и да на permanent change и ко прво не знам што влагам онака. Како да одберам нешто, да еволуирам, дали сакам нешто кога да можеш онака некако одреден период да биеш така, па да видиш како или не знам некако. Не знам дали има смисла тој став. Но ако можам да замислам некој друг вид на постоење и гледање на реалноста од оваа, би го правил тоа. Така што не можам јас ни да кажам на човек кој што не се занимава со ова како му е на него. Некогаш помага така да, знаеш, кога на пример ќе влезеш во некој период од животот кој имаш тотално едноставни практични некои проблемчиња, да искречиш, да мајстор, да колата да регистрираш, да однесеш мајка ти на лекар, да кучињата, не знам, или нешто да им направиш им интересно или и некако можам само да кажеш дека побрзо или полесно проаѓа времето, некој флоу си. Мислиш дека ова е неизбежен заклучок? За луѓе што ќе се натике имаат долно време на своите раци да го размислуваат тоа? Или има некој друг заклучок? Реално јас искрено немам Не е некоја дебата. Среќни луѓе што влегле во овие теми и на крај да стигнале во некоја точка каде што станале несрекни од кога дошле до тоа или биле несрекни и тргнале натаму? Мислам дека биле и дека тоа ги повлекло да размислуваат на тие теми. Ама не можело да биде поинако. Пак ќе се вратам на тоа. За тие не е луѓе. дека нешто направиле они грешка или и да направиле грешка морале да ја направат. Не можело поинако. На многу е така што на многу е не знам што може да се прави муавет за светот, за реалноста, за историја, за она која ќе го исклучиш елементот за free will. Да, буквално. Мислам, и сите го забораваме тоа, освари ќе си правиме приказ, не? Ова, она, вака. Не го забораваме. А тоа слоното онака стои тука, онака. Не, тргни го. Како ти влие тоа во твојот некој систем на носење одлуки? Ова, нели, не знам, треба да кречам, ама нема ништо смисла од животот, кога зашто да кречам или кога не знам, кога да колава на сервис, ќе ја возам дека не се расипе, не знам, некој тој момент и така ти иде процесот на размислување? Тоа горе долу. Да? Да. Некогаш онака баш ти уклучиш на аутопилот и ќе направиш одлуки и така више ништо нема смисла. Она што е аутопилотот ми е на социјални норми. Стварно па што е? Ке не можам да ја возам кола, морам да идам сега да. Онака да ги оставиш работите до морање онака. И што е тоа? Што мислам завртиме околу бесмртност, ама као значи тебе буквално тоа ти е движешка сила, као бесмртноста или размислување. Па не е више, мислам, не или си имаш и тоа си имаш откажа. Не работам активно на тоа. Па што ти имаш некоја цел што бркаш моментално? Не. Не. Тока е дојден денеска светот е многу е као забрането и тешко да се кажат овие работи. Ти на кој нормален човек на вечера да седнеш и да му кажеш немам никаква цел, живеам ден за ден.
Како да како не сме така онака. Кога сите се под притисок дека мора да имаш цел, да идеш некаде, да нешто да направиш, онака како што да прават тие луѓе што едноставно се осеќаат така. Тоа е депресија, што е тоа? Бе ти како сакаш можеш да го кажеш. Нормалното општество нормално ќе му стави лабела на овој. Ама што ако ете тој да речеме ја видел стварно реалноста од лице? И што сега ќе ја дефинираме дека е нешто здраво и реално само ако е вака, ако сте од наша, кај ние што ќе трчаме по целите, по некој менуел, онака се раѓаш, учиш, взимаш, правиш деца, правиш фирма, затвараш и умираш и дека тоа е нормата. Што да правиме со тие луѓе што се надвор од нормата? Не знам. Ти имаш ли предлог? Ништо мислам, ако не прават проблеми на другите, треба да ги прифатиме како такви. Ми делуваш многу, мислам, предпоставам тоа е неизбежно, ама осамено некако. Па може би. Нема многу луѓе со такви ставови. Сепак сите се надеваат дека не знам што. Може и јас некојаш така. Ама дека уште ова од која ќе го направам и дека ќе се смени животот. Уште ова ми треба за да станам среќен. Уште стан да земам, уште кола да купам, уште да отидам на оној одмор или. Ја имам некои такви точки. Сакаш да кажеш дека нема да а? И што треба тоа да направиме као совет дај ми? Да се откажам од тие цели и што да правам? Не да се откажеш, мислам. Се ти прави што и да направиш е окей. Мислам нема што каков совет да ти давам, онака. Зависи кои се нешто ако ти давам треба нешто да максимизирам, онака. За да ја се разликува од некој друг вид на совет. Све што можеш да добиеш. Ако ти би му дал совет на Игорот пред 20-30 години, што би му дал? Па повеќе време да вложува во пријателство. Зашто тоа е сепак е некак можеш да го посветиш на активности што се кај што си сам ги правиш наука, читаш ствари на друго, тоа е времето го трошиш на тоа. Или можеш да го проаѓаш со луѓе да им помагаш, да ги прифаќаш, да збориш. Мислам дека се посреќни луѓето кои што имаат повише пријатели. Ама мислам кај што има вистинско разбирање, оно што го зборевме. Кај што има конекција. Дека ако нешто би може да смени тој аспект, мислам, може да смени многу. Бидување во група на луѓе каде што имате разбирање едни за други и дека треба да се вложи од тоа само не доаѓа. Активно. Да се гледаш кога не ти се гледа баш, кога веројатно е она исто што го зборат за работење во романтична врска и пријателството, мислам дека исто така, дека мора да се работи со тоа. Ја имав ентон прашања
поврзани со други работи, тайммака, финки и така натака, ама отидовме на тема што искрено мене ми е многу поинтересна и поретка. Така што јас не би ни идел на овие теми. Може би направиме некој друг подкаст, ја мислам. Може. Ја би сакал да се задржи подкастов на и пораката со ова, така што ја би го завршил сега подкастов ако нема ништо што друго да продолжиме. Фала ти што дојде и што се отвори така на длабоко ниво. Па дефинитивно сакам уште еднаш да доеш, ако треба ќе продолжиме на темава, ме интересира гледачите како ќе реагираат на ова, бидејќи како што кажат и воопшто не е нормата ова. И дефинитивно сакам да поминем и патешествието на Финки, твоите почетоци, напуштање, зашто таму имам милион работи што имам 100 прашања дека поврзани со тоа, што сакам да ги поминеме. Тайммк е многу интересна приказна, што никош не дојдовме да го збориме. И да, ама сега би завршил на ова, ја мислам. Океј. Мило ме беше. И мене. Фала ти.